Почитувани граѓани, почитуван председателе, почитувани колешки и колеги пратеници, и јас би сакала да споделам со вас неколку дилеми. Некои од нив се правни, некои се политички, некои се етички, некои се еколошки, некои се политиколошки, некои се хумани, човечки. Најпрво, мислам дека е важно да се спомене дека под насловот на законот стои датумот ноември 2020 година, а денеска сме 8 март 2021, зашто во образложението стои итно дека треба да се донесе овој закон. Колку да подсетам. Значи, нема речиси ден да не расправаме за некој заем, односно за долг. Само банките се менуваат. Или е Светска банка, или е Европската банка. Јас молам да имаме во предвид кога правиме комуникации за следново. Значи, ние имаме долг над 60% од бруто општествениот производ. Од 2014 година, со таа веќе срам ми е да повторувам финансиска клаузула на предлог на канцеларката Ангела Меркел. Сите членки посегнаа по промена на Уставот и го лимитираа долгот до 60% по страшното искуство од 2008 година врзано за депресијата. Прво, таа е дилемата. Втора дилема, правна. Скратена постапка, законов не бил сложен и обемен, езоповски кажано. Закон кој што се однесува на финансии, на пари на граѓаните, на долг, по себе, пер се е сложен закон. Повторно, стапува во сила со денот на објавување. Пена ми фати Устава, упатувајќи на членот 52 став 3 од Уставот, дека законите треба да влегуваат во сила најрано 8 денот на објавувањето, а само по исклучок што ќе го утврди ова собрание, не владата, значи еднаш мора во тој деловник да ставиме крај на тоа дека владата одредува во каква постапка ќе се носат законите. Не тоа го прават парламентите во светот. Значи да ставиме крај на ова. И што е итноста? Итноста била врзана, се вели, за времето, се молам, од ноември 2020 до 18 март 2021, зошто се чекало, каде е тука итноста? Не ја гледам. Овој закон иначе бил усвоен на седница на влада на 17 ноември 2020 година. Зошто редовна постапка? Да беше постапката редовна, јас и вие ќе имавме можност како англиски пратеници да чуеме овде експерти за сообраќај, за екологија, кои со аргументи и контрааргументи ќе ни помогнеа кога креваме раце, повторно, да не го правиме тоа механички, туку да го правиме со мисла. Мене ми е јасно дека Скопје влегува во метрополите кои се проучуваат веќе како феномени во посткомунистичкиот период на креирање на урбан хаос заради неконтролираниот прилив на население, во чии услови веќе инфраструктурата целосно не одговара. Скопје некогаш личело на Љубљана, денеска воопшто не личи. Зошто? Затоа што словенците умееле да градат регионален, правилен развој, а ние све сме концентрирале во Скопје и сме оставиле пустелија. Третата дилема, моделот на организација на власта во Скопје мора да се преиспита. 10 општини, сите самостојни со ист статус, тогаш е тоа еден од најдолгите градови во Европа и има вештачко спојување на руралното и урбаното, и тоа мора да дојде еден ден на дневен ред. Еден странски архитект, многу познат, кога во Скопје беше, рече дека го подсетува на Мумбај, на Бомбај, значи,
заради хаосот од типот кој каде сака гради и кој што сака прави, и ние постојано имаме закони за легализација на дивоградби, феномен што никој не го разбира. Правна дилема и етичка дилема. На крајот на мандатот не се предлагаат вакви проекти. На почетокот да. 6 месеци пред изборите да барате 70 милиони евра е многу важно за следните избори. И јас се согласувам со оние говорници денеска кои рекоа дека не треба финансиите за брзиот автобуски сообраќај да паднат на терет на сите граѓани. Извинете, Софија изгради метро со заем на самиот град. Значи, ако сака некој да докаже дека во најразвиениот плански регион, во метрополата, во најбогатиот град има одговорен градоначалник, тогаш прво треба да се прашаат граѓаните, најчесто на референдум, оти на референдуми одлучувале за метроа, за трамваи и слично во светот, па ако има средства да се докаже како добар домаќин. Ова што го кажав за роковите го потенцира и Венецијанска комисија, дека нема разбирање за закони што се носат во последната година, особено во последните 6 месеци од мандатот, тоа кога треба, значи кога имаат финансиска дименсија. Имаше еден филм, се викаше Трамвајот наречен желба или желби. Да подсетам, не само Трифун Костовски господинот, не само Коце Трајановски, туку и сегашниот градоначалник зборуваше за потреба од трамвај. Етичката дилема моја е дали според теоријата на мандатот, која што вели дека може да го реализирате само за она за што сте добиле согласност на изборите, а сега вие заборавате на трамвајот, дали имате право сега да креирате некој нов, сега не трамвај на желби, како да го наречам, може би брз автобус на желби, ќе видиме дали тоа ќе остане само програмска определба или ќе се реализира. Понатаму, голема дилема имам, еколошка, па ако сакате и урбанистичка, околу тоа што овде има само една формулација, вели посебни патни коридори за брзи автобуси, например, автобуски линии по средина или на работ на булеварите. Извинете, ама моите очи овие децении се научија во средината на булеварите да препознаат некои шумски оази. И навистина не можам да се откажам од нив. Второ, ако еве на маргината, тогаш исто така се плашам дека ќе биде загрозен пешачкиот премин, преминувањето, безбедноста и така натамо. Инако многу не ме засега овој проблем. Мене оти знаете дека јас не возам, како пешак секаде можам да стигнам пешки. Уште една дилема етичка. Многу пати градоначалникот и неговиот тим се сликаа точно на овие булевари при реконструкцијата, не само пред парламентарните избори, туку и подоцна. Сега сликата што ќе биде? Ќе ги уреваме за да повторно за да ги реконструираме. Ми се чини дека тоа е проблематично. Уште една сега финансиска дилема од еден финансиски лаик. Знам дека од Светската банка 70 милиони евра се одобрени за инфраструктура, од која одвај се искористени 10%. Причината – отсуство на проекти. Уште проектите да ни ги напише Светската банка и Европската банка, па да можеме нешто да сториме. Чудно е навистина заемот да го потпише министерот за финансии, градот да склучи проектен договор со Европска банка за обнова и развој и тој да го имплементира во соработа со Министерството за транспорт и врски. Се надевам можеби дека во иднина ќе има некој мечинг за да покажат некои собствени средства, дека се одговорни во трошењето на парите на граѓаните. Етичка дилема. Дали ова ќе се случеше ако на
градоначалник, завршувам, извинете, на Скопје, беше од опозицијата. Често пати, последната реченица, ги споменувате двоспратните автобуси, како некој кој што животот го поминал од бебе овде. Мислам дека е лошо во пежоративна смисла. Тие имаат символично значење за скопјани, како што имаат дабл декерите за Лондон. Значи, јас ве молам да не фрлате со камења зборови по нив. Благодарам. Последната реченица. Препознавам полно од присутните овде, но за жал, додека ние дебатираме, одлуката за овој закон ќе ја донесат одсутните. Одсутните. И тогаш ми се поставува дилемата на Диоген, мислам дека како сакате со фенер или со свеќа ги бара пратениците. Благодарам. По однос